Почитувани граѓани на општина Куманово, почитувани гледачи на малите екрани, почитувани читачи на веб порталите, во однос на второто соопштение за субвенционирање на трошоци на комуналните услуги за тековната 2023 година, согласно програмата на социјална заштита на одделението на општина Куманово, за 2023 година со субвенционирање на трошоци на комунални услуги се предвидени 450 корисници, со оглед дека оваа бројка, предвидена бројка, моментално не е целосно искористена и затоа ги повикуваме сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат долу наведените критериуми да поднесат барања за субвенционирање на трошоци на комунални услуги за тековната 2023 година. Барањата ќе бидат земени во предвид се до исполнување на предвидениот рок на корисници на програмата, доколку бројката на поднесители барања се надминува, тоа приоритет ќе имаат поднесителите кои ќе донесат први барања и врз основа на одлуката на член на 3 од одлуката за спроведување на мерки на субвенционирање на трошоци на комунални услуги за тековната 2023 година, право на субвенционирање на трошоци на комунални услуги ќе остварат и ќе имаат лица кои имаат статут на самохрани родители кои живеат на општина Куманово, што подразбира родители кои сами ги изведуваат родителските права и должности на детето, поради тоа што родителот е непознат, починат, исчезнат, стечени работници кои живеат на општина Куманово, згрижувачки семејства кои живеат на општина Куманово, тоа подразбира згрижувачко на семејство и 24 часовна грижа на семејствата и возрастни луѓе кои немаат свое семејство или имаат потреба во живот со сопственото семејство. Исто така деца без родители и родителска грижа кои живеат на територија на општина Куманово, исто така недостаток поради попреченост, тоест лица кои живеат на територија на општина Куманово со наведети 26 години возраст, а најдосна до 65 годишна возраст, односно тешка, длабока, интелигентна попреченост. Исто така приматели на право на социјална сигурност за стари лица, односно лица кои имаат навршена 65 годишна возраст, приматели на право на посебен додаток согласно Законот на детска заштита и така натаму. Барањата може да се подигнат во поранешната зграда на АД Којзак спроти градскиот стадион, во одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Барањата со потребна документација се доставаат до архива во општина Куманово најдоцна до 26.2023 година. Исто така барањата кои се поднесети, односно се однесуваат на малолетни лица кои ги пополнуваат, тоест поднесителот мора да биде родител или старател на барањата и сите дополнителни информации може да ги добиете на општина Куманово, тоест на општинскиот сајт kumanovo.gov.mk или во зградата на поранешен хотел, тоест зградата на Којзак од 8 часот до 14 часот. Дали е предвидено со мерката да бидат опфатени корисниците на ГМП, оние живеат од Кири? Исто така, со оглед на тоа дека бројката на предвидените корисници на програмата на социјална заштита на општина Куманово, исто така во категоријата на материјални стамбени необезбедени лица, со овој фактички повик ги повикуваме сите кои не ги извршиле претходно барањата или немале услови да ги извршат барањата, исто така да се пријават и да поднесат барање за обезбедување на помош на домување на материјални стамбени необезбедени лица, тоест корисници на гарантирана минимална помош за 2023 година. Исто така барањата ќе бидат во предвид се до потполно исполнување на предвидениот број на корисници на програмата. Се надеваме дека бројката нема да ги надмине и приоритет ќе имаат првите поднесители на барањата. Благодариме.